Образложението на заменикот министер формално правно да, така е, во ингеренции на општините се локалните патишта, но не знам дали не знае заменикот министер дека со покачувањето на цената на струјата и на сите давачки, особено и до блок дотации, особено на општините кои што се раководени од страна на градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ, се во некоја незавидна положба, но секако сите проекти кои што се направени до сега се тераат и без разлика на вашата одлука како влада да не помагате на граѓаните кои што живеат во тие општини. Иако искрено мислев дека ќе се обидете, ќе направите одреден чекор за граѓаните на мојата општина, посебно за местото за селото Ерџелија, кое што е најголемо село во мојата општина, живо село, и дека нема да доаѓате само за гласови, да молите за гласови во мојата општина, туку дека ќе покажете на дело, барем со прифаќање на еден амандман, дека ете и општина Свети Николе се наоѓа во видокругот и на мапата на оваа влада. Но знаете како, знаат граѓаните. Наше како пратеници е да се потрудиме да помогнеме онолку колку што можеме, а сепак останува на владата да одлучи каде, како и колку ќе ги троши народните пари. Значи, сега сите тука зборуваме за народни пари. Сведоци сме дека народните пари онака бахато се трошат за навистина проекти кои што немаат никаква основа. Краде навистина многу. И една од препораките на Европската комисија денеска во фуснота прва е дека реформите во Република Македонија мора да продолжат во смисол на тоа дека корупцијата цвета и дека треба да се насочиме кон справување со корупцијата. А истовремено додека онака се ноншалантно однесува со народните пари, ние како пратеници тука поднесуваме амандмани кои што се на барање на граѓаните, на барање на жителите. И вашите одговори, кажав и преска пред кога ги образлагав предходните амандмани, да, формално правно се така, но и општините се во тој конгломерат на нешто што се нарекува власт и нешто што владата сериозно треба да размисли за помош на општините во едно вакво кризно време. Нема многу да образложувам, се работи за село кое што има околу 1200 жители. Ова е населба наречена Градилиште. Многу често во сите избори од страна на Социјалдемократскиот сојуз е ветувано овој проект. И се надевав дека ќе добиеме позитивен одговор, но и без разлика на вашето одбивање на овој амандман, општина Свети Николе со сите своји сили и напори ќе се потруди ова улица да биде завршена навреме и за среќа на жителите на село Ерџелија. Благодарам.